суштина, предприемачите се тие кои што ги креираат работните места. И пошто се одва на нашата покана. Истовремено Во суштина, предприемачите се тие кои што ги креираат работните места. Пред се, добар ден на сите, почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитувана Аријана Коскарова, успешен млад предприемач, основач на Креативен хаб, едно од лицата на Forbes под 30 и наш денешен домаќин, почитуван господин Рендал Лейн, главен и одговорен уредник на магазинот Forbes, почитувани амбасадори на други држави во нашата земја, почитувани предприемачи, почитувани дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство да можам денеска да бидам присутен на овој форум на предприемачи и да дадам со тоа поддршка на предприемаштвото во нашата држава, затоа што сметам лично, како човек кој што е одговорен за економските ресори во владата, а и како човек кој што сам лично во својот живот бил предприемач, дека тоа е коренот на развојот на економијата во една држава. Ако требе да побараме извор на мотивите на предприемачот, зошто тој требе да стане предприемач, јас сум слушал и читал многу такви теории и дефиниции зошто е тоа така, а она што мене ми останало најголем впечаток е тоа што го рекол Абрахам Линколн, а тој рекол, ако сакате да можете да ја предвидувате иднината, постои само еден ефективен начин, а тоа е да се обидете да ја создавате. Така секој предприемач го прави тоа на свој микроплан во своето предпријатие. Ако сакате да создавате економска иднина, ако сакате да создавате иднина на едно предпријатие, единствен начин е вие, односно да предвидувате, да ја создавате. Односно вие да го создадете вашето предпријатие и вие да креирате политика во предпријатието. А тоа можете да го направите само ако сте предприемач, односно ако сте тој кој што може да ја креира политиката и иднината на секоја компанија. Постојат многу книги за предприемачи. Постојат факултети цели за таа работа. И тие се сите корисни и добри. И може да се научи многу од нив. Таму ќе се научи како се креира бизнис идеја, како се креира бизнис план, како се креира инвестициона програма, како треба да се направат контролни механизми, како се организира корпоративно едно предпријатие и така натаму, ама во тие книги го нема најважното, а без тоа не може да биде предприемач. Го нема како се создава инстинкт и како се носи одлука. Бидејќи на крај, конечно, секој предприемач одлуките ги носи врз база на знаењето, книгите, теоријата, економската, логичката наука, математиката, ама конечно одлуката е во неговото срце и одлуката е во неговиот инстинкт. Јас ги повикувам сите млади луѓе во нашата држава да го препознаат тоа и да сватат и да се носат со таа идеја дека иднината на економијата е доколку има повеќе предприемачи и доколку сите тие развиваат инстинкт за развој на компанија. Сите тие предприемачи нема да направат добро само за себе и својата фамилија, што е секако важно, за да направат една економска база и солиден живот за нивните блиски и за нив лично. Бидејќи историјата и праксата покажала дека тие што се добри предприемачи пред се прават добро за општеството. Да, тие тргнале со мотив нешто да создадат за себе, да создадат за околината, меѓутоа еден добар процент од нив во тој дух на стварање и во дух на развој на компаниите, на крај создаваат многу повеќе од тоа што може тие лично да искористат и со тоа создаваат добро за целото општество. Креираат работни места, креираат амбиент на економија и креираат развој и раст на бруто домашниот производ на државата. Јас длабоко верувам дека одржлив раст на бруто домашниот производ во една држава може да се генерира само врз база на реалната економија, на приватната инвестиција, на приватната иницијатива и на врз база на предприемачкиот дух на младата генерација. Она што наш ни недостасува во државата, а тоа го покажуваат и анкетите, е дека младите луѓе сакаат да работат во државна администрација. Моје длабоко убедување е дека е тоа погрешно.
Младите луѓе, а гледам дека доста од вас има млади тука, треба да сакаат да креираат своји фирми. Треба да сакаат да креираат, односно за да може да ја предвидат својата иднина, да се обидат да ја создаваат, да не остават друг да ја создава во нивно име. Тие да ја создаваат, а најдобро ќе ја создаваат ако имаат предприемачки дух и најдобро ќе ја создаваат ако креираат своји компании и имаат издржана и целосна идеја. Јас денеска ви зборувам како вице-премиер на оваа држава, одговорен за економските ресори, но истовремено можам да ви зборувам и како предприемач кој што почнал од нула па дошол до 1000 вработени и многу компании. Верувајте ми, од лично искуство ви кажувам дека секој предприемач треба да живее свој сон и да не се срами да сонува, заради тоа што сонот е тој кој што ќе ве води во остварување на вашите цели. Тоа е тоа што треба да ви кажува вашиот инстинкт и вашето срце, во кој правец треба да ја движите вашата иднина од економски аспект и само така ќе успеете, бидејќи тој што не сонува големи соништа, никогаш не ги ни доживува. Јас ви посакувам на сите да ги сонувате вашите соништа и истите да ги доживееме и од оваа просторија денеска во иднина да имаме многу добри и успешни предприемачи и многу милионери. Затоа што стварањето профит е генераторот на економијата и ние треба тоа така и да го посакуваме. Ви благодарам на сите, ви посакувам успешна конференција и ви посакувам ваш личен успех на сите вас во вашето предприемаштво. Ви благодарам.